Во Македонија има избрани представници од граѓаните и тие се единствените легитимни фактори во носењето одлуки, се вели во реакцијата на Македонското министерство за надворешни работи на последните коментари на албанскиот премиер Еди Рама и на други политичари од регионот во врска со политичките случувања во Македонија. Од МНР велат дека земјава останува посветена на своите цели и принципи, а би било добро кога македонскиот концепт на мултикултурна интеграција во општеството базирано на европски вредности би го применувале и соседните земји. Политичарите од соседството, кои упорно се обидуваат да го оттргнат вниманието од проблемите дома, со потпалување оган кај соседи одат спротивно на европските вредности. Секако дека им е најпривлечно да се занимаваат со соседни земји во услови кога тешко им оди со реалните потреби на граѓаните во сопствената земја. Сепак, за сите ќе биде најдобро да се посветат на реформите што им се толку многу потребни пред да мечтаат за лидерство и да креираат поделби во регионот. Реакцијата на МНР следува по последниот коментар на албанскиот премиер Еди Рама во врска со случувањата во Македонија. Гостувајќи во телевизијата Клан Косова, Рама синоќа повтори дека не е важно кој ќе формира влада, важна е само платформата на албанците, чиј покровител беше лично Рама во Тирана. Македонците треба да знаат дека Македонија не може да постои без албанците, вели албанскиот премиер. Ajo çka partitë shqiptare kanë bërë është vërtet me një rëndësi të veçantë, pasi kanë vendosur interesin e përbashkët të shqiptarëve mbi dasitë e tyre dhe mbi interesat e tyre. Ne na intereson një Maqedoni stabil, multietnike dhe e mirëqen. Por Maqedoni pa shqiptarët nuk ka. Dhe këtë duhet ta ngulin mirë në kokë politikanët Maqedonas, të cilët është koha të ndryshojnë diçka në mendjen e tyre dhe të mos mendojnë se shqiptarët mund të vazhdojnë të trajtojnë si qytetarë dorës dytë. Осуда за платформата денеска стигна од европратеникот и поранешен министер за надворешни работи на Словачка Едвард Кукан. Кукан ја отфрла како целосно неприфатлива како за него, така и за Европската унија. Активностите на албанскиот премиер по изборите во Македонија за мене се целосно неприфатливи. Да се поканат албанските политички партии од Македонија да се дискутира нивната платформа и што треба да направат кога ќе се вратат во нивната земја, мислам дека е навистина премногу. Изненаден сум. Тоа што никој не го споменува тоа јавно, но знам дека тоа предизвикува многу критики. Тоа не е начинот на кој се прават работите. Официјален Брисел се уште молчи за оваа платформа. Европската комисија и Советот на ЕУ на состаноците на шефовите на дипломатии на земји членки на Унијата не го ставаат на маса прашањето за платформата, која албанските партии во Македонија ја поставуваат како услов за создавање на влада.